Добредојавте во најновото издание на Мундијалски вести. Светското првенство влегува во највозбудливата фаза, а последните кола од групите и првите елиминацијски надпревари донесува безпоштедна битка на зелените терени ширум Северна Америка. Франција потврди доминацијата со победа над Норвешка, додека Сенегал со убедлив триумф над Ирак ќе запише првата победа на турнирот. Земнородските острови испиша историја со пласман во осмина финале, а Шпанија и Белгија со сигурни настапи ги заверија првите места во своите групи. Англија и Хрватска продолжуваат понатаму. Аргентина остана перфектна, додека Португалија и Колумбија затворија својата група без победник, но со сигурен пласман во 16 финалето. Драмата ја заокружија Алжир и Австрија со спектакуларно реми, кој донесе многу повеќе од бодови и сомнеш дека договорени надпревари се можни и на мундијалите. Франција го освои првото место во групата и на светското првенство, откако во директниот дуел за врвот ја совлада Норвешка со 3:1 во Босна. Надпреварата ја загуби неизвестноста уште пред почеток, бидејќи селекторот Стале Солбакен реши да ги одмори Мартин Одегард и Ерлинг Халанд, додека французите настапија во најсилен состав. Главна фигура на средбата беше Осман Дембеле, кој постигна хет-трик. Тој два пати погоди по асистенција на Килијан Ембапе, а својот трет гол го постигна во 32-та минута. Норвешка привремено намали преку Толо Азгор, а во второто полувреме не искористи пенал, откако Мајк Мењан го одбрани ударот на Ларсен. Со оваа победа Франција заврши групната фаза со 3 победи од 3 надпревари и како лидер во групата обезбеди пласман во 16 финалето, каде ќе игра на стадионот MetLife во Њу Џерси. Сенегал ја забележа првата победа на светското првенство, совладувајќи го Ирак со убедливи 5:0 во последното коло од групата И. Сенегал победи уште во 4-та минута преку Хабиб Диара, а задачата допълнително му беше олеснета кога Ирак од 13-та минута остана со играч помалку по директниот црвен картон за Реби Сулака. Во второто полувреме Сенегал целосно доминираше. Папе ги постигна 2 гола. Исмаил Сара еднаш запиша меѓу стрелците, а конечните 5:0 ги постави Илиман Ендијае со прекрасен удар од работ на 16-тникот. Фудбалерите на Зеленородските острови испиша историја, откако со реми без голови против Саудитска Арабија обезбедија пласман во осмина финалето на светското првенство. Со 3 нерешени резултати во групната фаза. Африканската селекција го освои второто место во групата Х и за прв пат игра во нокаут фаза на Мундијал. Надпреварот во Хјустон не понуди многу возбудување. Саудитска Арабија имаше императив на победа, но не успеа да создаде доволно шанси, додека Зеленородските острови дисциплинирано ја чуваа својата мрежа. Најдобрата можност за саудиците имаше Кана во финишот на првото полувреме, но сигурен беше голманот во Зиња. Во продолжението, африканската селекција беше поконкретна и преку контранапади можеше и до победа. Најголемата шанса ја пропушти Дуарте, кој не успеа да го совлада голманот Алоуейс. Со освоениот бод, Зеленородските острови заслужено обезбедија место меѓу 16 најдобри репрезентации во светот. А во осмина финалето ги очекува голем предизвик – дуел со актуелен светски шампион Аргентина. Шпанија со минимални 1:0 го совлада Уругвај и како првопласирана во групата Х обезбеди пласман во осмина финалето на светското првенство. Црвената фурија заврши групната фаза со 7 бода и без примен гол, а во следната рунда ќе игра против Австрија или Алжир. Надпреварот беше цврст и исполнет со многу дуели, а одлуката падна во 39-та минута. По нафрлувањето на Маркос Љоренте, Алекс Баена шутираше, а голманот Фернандо Муслера направи голема грешка и ја испушти топката во својата мрежа за единствениот погодок на средбата. Во второто полувреме Уругвај се обиде да стигне до израмнување, но не успе сериозно да ја загрози одбраната на Шпанија. Најдобрата можност за црвената фурија ја пропушти Феран Торес, која погоди пречката, а во судиското продолжение Агустин Карноби доби директен црвен картон. Со оваа победа Шпанија го потврди првото место во групата, додека Уругвај го заврши настапот на светското првенство уште во групната фаза. Египет и Иран одигра 1:1 во последното коло од групата Г на светското првенство, резултат што им донесе пласман во осмина финалето на египтјаните. Египет победи уште во 5-та минута преку Махмуд Сабе, која искористи грешката на иранската одбрана. Иран брзо возврати. Мостафа Шобеир најпрво одбрани пенал, но во продолжението на акцијата Рамин Резајан погоди за израмнување на 1:1. Во второто полувреме двете репрезентации игра предпазливо, а Иран во самиот финиш беше блиску до победа. Постигна гол во судиското продолжение, но по вар проверка погодокот беше поништен поради офсайд.
Белгија се убедливи 5-1 го совлада Нов Зеланд и како првопласирана во групата Г обезбеди пласман во осмина финалето на светското првенство. По двете ремија против Египет и Иран, црвените ѓаволи конечно ја покажа својата вистинска сила и со убедлива победа ја заверија лидерската позиција. Белгиците победаа во 28-та минута преку Леандро Тросар, кој во 50-та минута го постигна својот втор погодок. Кевин Де Брујне зголеми на 3-0, а Нов Зеланд успеа само накратко да намали преку Евајџа Джаст. До крајот, Белгија повторно беше доминантна. Ромелу Лукаку погоди за 4-1, а Алексис Саламакерс во судиското продолжение ги постави конечните 5-1. Со оваа победа Белгија со голема самодоверба влегува во нокаут фазата, додека Нов Зеланд го заврши настапот на светското првенство со само еден освоен бод. Англија со победа 2-0 на Панама го потврди првото место во групата Л и обезбеди пласман во 16 финалето на светското првенство. Избраниците на Томас Тухел ја завршија групната фаза без примен гол, додека Панама го заврши настапот со 3 порази без постигнат погодок. Панамците се заканеа уште на стартот преку Хозе Луис Родригес, но Џордан Пикфорд одлично интервенираше. Потоа Англија ја презеде иницијативата, но голманот Орландо Москера со неколку одбрани долго време го задржуваше својот тим во игра. Одпрод беше скршен во 63-та минута, кога Джуд Белингем по корнер на Букајо Сака со волеј донесе водство за Англија. Само неколку минути подоцна Белингем асистираше, а Хари Кейн со удар со глава ги постави конечните 2-0. Со овој погодок, Кейн стана најдобар стрелец во историјата на англиската репрезентација на завршните турнири на светските првенства, надминувајќи го Гери Линекер. Англија со максимална самодоверба влегува во нокаут фазата, каде ќе се обиди да го продолжи походот кон светската титула. Хрватска со победа 2-1 над Гана го освои второто место во групата Л и обезбеди пласман во осмина финалето на светското првенство, каде ќе се соочи со Португалија. Иако на двете селекции им одговараше и реми, надпреварот понуди 3 гола и неизвестна завршница. По неколку пропуштени можности, Хрватска победа во 31-та минута со прекрасниот погодок на Сучки од околу 30 метри. Гана возврати во второто полувреме и изравни преку Локасен во 73-та минута, по гол кој беше потврден по вар проверка. Сепак, хрватите брзо реагира. Во 83-та минута по корнерот на Лука Модрич, Никола Влашич с удар со глава ги постави конечните 2-1 и донесе важна победа на својата репрезентација. Групата К на светското првенство во неделата во раните утрински часови ја доби својата разврска, а последното коло донесе две различни приказни. Во дербито на групата Португалија и Колумбија одигра без голови, додека Демократска република Конго со победата од 3-1 над Узбекистан обезбеди пласман во осмина финалето. Во дуелот меѓу Колумбија и Португалија немаше погодбаци, но имаше цврста и тактичка игра. Со освоениот бод, Колумбија го задржа првото место во групата. Португалија заврши како второпласиран и двете селекции продолжуваат понатаму. Многу повозбудливо беше на вториот натпревар, каде Узбекистан прв дојде до водство. Сепак, Конго брзо се врати во игра и со 3 последователни погодоци стигна до убедлива победа и историски пласман во нокаут фазата. Така, Колумбија заврши прва, Португалија втора, а Конго како трета пласирана селекција исто така обезбеди место меѓу најдобрите 32 селекции, додека Узбекистан го заврши настапот на Мондијал. Алжир и Австрија одигра спектакуларен натпревар со 6 голови и реми 3-3 во последното коло од групната фаза на светското првенство. Двете селекции имаа потреба од бод за пласман во нокаут фазата, а конечниот исход ги остави Алжир и Австрија како патници понатаму, додека Иран го заврши настапот. Австрија победа во 28-та минута преку Марко Арнаутовиќ, но Алжир изравни пред паузата со погодокот на Белгалија во 45-та минута. Во второто полувреме, Марсел Сабицер донесе ново водство за Австрија, но Ријад Марас брзо возврати за 2-2. Марес со својот втор гол во 94-та минута донесе пресврти водство за Алжир, но Австрија веднаш возврати преку Саша Калајģić за конечни 3-3. По последниот гол на Австрија во 96-та минута следеа необични сцени. Дел од навивачите на Алжир дури го прославија примениот погодок, бидејќи гремето значеше избегнување на Шпанија наместо тоа ќе игра против Швајцарија. Интересна ситуација беше забележана и крајот линијата, каде австрискиот репрезентативец Марко Арнаутовиќ му се обрати на селекторот на Алжир, Владимир Петковиќ, прашувајќи зошто неговата репрезентација дава гол за 3-2, алудирајќи на тоа дека ремето им одговара на двете селекции. Сцените по надпреварот дополнително го засилија впечатокот за еден од најнеобичните дуели на турнир, кој ќе остане запаметен по драмата, тактичките калкулации и контроверзните моменти.
Аргентина со победа од 3:1 над Јордан ја заокружи групната фаза на светското првенство и со максимални 9 бода го освои првото место во групата Ја. Иако селекторот Лионел Скалони направи неколку измени во составот и го остави Меси на клупата на старт, галчусите без поголеми проблеми стигна до нов триумф. Аргентина победа во 19-та минута преку Джовани Ло Селсо од слободен удар, а преноста и удвој Лаутаро Мартинес од пенал во 31-та минута. Во второто полувреме Јордан намали на 2:1 преку Муса Алтамари, кој го постигна првиот гол на неговата селекција на турнирот. Сепак, Аргентина ја потврди победата во 80-та минута, кога Лионел Меси, кој влезе од клупата, постигне спектакуларен гол од слободен удар за конечни 3:1. Аргентина со максимален учинок оди понатаму, каде во осминафиналето ќе се соочи со Зеленородските острови, додека Јордан го заврши своите деби на мондијалот без освоен бод. Канада и Јужна Африка го отвори 16 финалните надпревари, канаѓаните се пласираа во осминафиналето на светското првенство, откако со минимални 1:0 ја совлада Јужна Африка на Софи стадионот во Инглвуд. Надпреварот понуди голема борба, а одлуката падна во судиското продолжение. Во првото полувреме, Канада немаше повеќе од играти неколку сериозни шанси, но голманот Вилијамс беше расположен и ги одбрани обидите на Бомбито и Бјукенен. Јужна Африка се обидуваше преку контранапади, но без посериозна закана. Во второто полувреме, темпото падна, но канаѓаните постепено го засилува притисокот. Кога се чинеше дека надпреварот оди кон продолжение, Стефан Еустекијао во 92-та минута реагираше најдобро по една одбиена топка и испрати Канада во осминафиналето. Во следната фаза селекцијата на Джеси Марш ќе се соочи со подобриот дуел меѓу Холандија и Мароко. Со ова завршува денешното издание на Мундијалски вести. Ви благодариме што бевте со нас. Читајте и слушајте Слободен печат.